Добро утро, другари! Изгледам кога ми сврлила поплава, станав пред буквално 10 минути, направив да пијам кафе и седнав на овде пред лаптопот, треба да одговорам на некое новогодишно интервју за Музика 24. Вчера ми пратиле на мејл прашања, али вчера стварно нема време, така што сабота е одличен ден за да ги завршам тие обврски. Таман одлична прилика да започнам нов влог. Ништо, ќе земам да испијам кафе, да дојдам при себе, да одговорам на овие прашања, уште ги немам ни видено, ни прочитано, не знам колку време ќе ми одземе ова чудо. После ќе земам да ви снимам статични видеа за понеделник и вторник, затоа што понеделник и вторник сум баш онака со обврски на работа. Буквално ќе бидам од сабајле до вечер на работа. И тоа вторник славиме Нова година преку работа, така што и у среда ќе бидам мртов, не знам што ќе правам со себе, но како и да е, ќе бидете во текст со се што ми се случува, затоа што се снимам онака all day, all night. Пред да започнеме, знаете што треба да направите, вашата поддршка ми е секако неопходна, а ние се слушаме покасно. И само што завршив со одговарање на овие прашања за Музика 24, не знам кога ќе излезе интервјуто, како и да е, ќе го шернам на Инстаграм на стори, па ќе имате можност да го прочитате. Станува збор за едно новогодишно интервју, колку јас верувам во Дедо Мраз, дали верувам што очекувам од следната година, како ми помина оваа година и така натаму и така натаму. Следете ме на Инстаграм за да видите кога ќе излезе интервјуто. Ништо, сега останува да го допијам кафето и да станам да се туширам, да се спремам и да земам да ви снимам неколку статични видеа, неколку. Ќе ви снимам едно-две, па ќе видам кога и како ќе ги објавам. Не знам што ќе се случи, во секој случај бидете тука и ќе сватите. The next day. Добро утро, другари. Станав пред некои 20 минути од прилика. 1:35, недела е. Сватив дека вчера започнав влог, но сем најавата немам никакви други материјали, затоа што генерално не се случуваше буквално ништо. Од дома немам излезено, ниту планирам да излезем, затоа што знам какви последици има секое моje излегување, така што си го штедам грлото максимално. Јас стварно не знам што да правам со косава. Таман ќе ја измијам, ќе ја направам и као окей ми е, ќе преспијам, ќе станам, изгледа вака, ко гнездо. Не можам ништо да направам со неја, утре ќе закажам шишење и тоа е тоа. Овој влог буквално стана каша попара, везе немам што сум ви снимал и што ќе ви снимам. Сакав само да ви се пријавам и да ви кажам дека денеска сум некако најпродуктивен. Едно видео намонтирав и објавив и 3 нови снимав. За утре, задутре и у среда. Ако успеам да соберам материјали за овој влог, ќе го пуштам измеѓу, но генерално успеав да снимам цели 3 видеа и се останува да ги намонтирам и аплодирам и да ги пуштам едно по едно. Ако некогаш сте се запрашале како изгледа мојот сетап, немојте да ми се смеете, сега ќе ви покажам. Овде најчесто јас седам, ова е мојата позадина, но ова чудо го ставам ова чудо, ова е као селфи стик со, како да ви го покажам ова се, Бог да чува, со ногарки, и ја вака го ставам и ќе го ставам тоа тука и оно ме снима. Осветлување ми е ова. Хит. The next day. Здраво, другари! Само што влагам дома, имам околу 2 часа да здивнам и пак се враќам на работа. Вечер имаме некаков денс фестивал, нешто пред новогодишен хепенинг, чуда и дојдов дома птен да се испружам пошто сум катастрофа понеделнички вака. Закажав шишење за утре и пресреќен сум, конечно нема више да изгледам вака како струја да ме лупнала. И тоа е тоа, ќе ви се јавам покасно кога ќе се дешава нешто интересно и можеби конечно ќе ви снимам на работа ако исто така се случува нешто интересно на вечерашниот настан кој го организираме. See you later. The next day. Здраво, другари, само што се прибрав дома од работа и за сад време треба пак да идам на работа, но одлучив да ви се јавам за овој влог кој суштински нема ниту ред, ниту крај. Го снимам еве веќе 4 или 5 дена и ништо не се случува во него. Среќа е тоа што наснимав неколку статични видеа, па нема да пропуштам ниту еден ден од влогмасот, благодарение на нив.
Во едно од видеата кои ги објавив, ви кажав дека имам желба да ви пратам новогодишни честитки, барем на тројца од вас, и се уште ги немам пратено тие честитки, така што тек сега одлучив да го направам тоа, ќе испијам кафе на брзинка и ќе земам да се спремам, у 5 морам пак да идам на работа, значи буквално имам 40 минути да испијам кафе и да здивна малце, да направам тамнейл за видеото што треба да излезе утре и ете да ги напишам тие честитки и веќе утре да ги пратам преку пошта за до петок да можат да ви стигнат. Ништо, ќе ви се јавам кога ќе се случува нешто интересно, можеби ќе ви влогувам после кога ќе отидам на работа, затоа што имаме еден интересен настан, промоција на CD Кумановци за Куманово. Ви го снимав процесот на стварање на една од песните за тоа CD. Мојот дует со Ивона за песната Тужинче девојче, све ќе ви снимам, тука ќе биде и Мартинија, и Ивона, и ред други пејачи од Куманово. Така што ета, да не се одземам време со ова влогување бесмислено, одам да дојам при себе да испијам кафе, па ќе ви се прејавам. Другари, стигнав на работа. Другари, Марио слободно време е селјак. А Ивона селјака. Ние сме втори наред, моментално пее Маргица Антевска, Јовка Кумановска. Да. Ова е Wannabe Backstage. Здраво од мене, скроз ми е непријатно да ви се јавам затоа што сум на ова прославата со колегите од работа. Еден од колегите ме подсети да се јавам за влог, па еве да искористам прилика. Овде сме скоро саат време, заврши настанот кај што бевме. Не знам дали нешто ви снимам, мислам дека на кратко ви се јавим од бекстејџот и тоа е тоа, ќе се чуеме после. Ќе ви се јавам после кога малце ќе заживеат сите. На 4 кидам до пошта конечно да ги пуштам честитките на среќните добитници. Сега ќе ви кажам на кого точно одлучив да пратам честитка. Во видеото каде што ги најавив честитките, ветив 3 честитки, но не можев да пуштам 3. Одвоив дури 6 луѓе на кои ќе им пратам честитка, затоа што имав така некои пораки кои емотивно допреа до мене и не можев да ги игнорирам. Останатите кои се пријавивте, не ми се лутете, не сум во можност да ви пуштам на сите, но ќе имате у некоја следна прилика можност да добиете можеби нешто друго од мене. Добитници на новогодишните честитки се Христина Цветановска, Кристијан Василев од Скопје, Христина беше исто од Скопје, од Кичево Давор Спасеновски, од Свети Николе Мила Лазаревска, од Кочани Ана Михајлова и од Битола Наталија Дишковска. Ете, тоа се честитките, внатре ви напишав една убава порака која искрено се надевам дека ќе ви се допадне. Кога ќе ви стигнат на домашна адреса, не знам кога влогот ќе го гледате, но кога ќе ви стигнат честитките на домашна адреса, сликајте и пратете ми во DM или ставете на сторите, гирајте ме за да видам како сте реагирале. Еве додека одам на кај пошта да ви покажам како гласат честиткиве. Вели драга Наталија, пред се ти благодарам што ме следиш и поддржуваш, ти посакувам многу среќа, здравје, љубов и успех во новата 2020 година. Се гледаме на врвот со љубов. Твојот Марио. Другари, ме собра моите, завршили они со работа. Овој влог е апсолутен фейл, затоа што иде од крајност до крајност, ви го снимам со денови и немам ништо материјали. Но ете, мора некако да го пополнам и нешто да ви смонтирам. Така што stay tuned, па ќе ве апдейтирам што ќе се случува со мене во текот на денот. Валјда. Здраво, другари, по едно 35 пат у оваа видео. Се приврав дома, испив кафе, одморив малку и сега идам на роден ден кај братучет ми. Баш имам обврски неделава, баш сум окупиран со све и свашта. На работа имаме уште неколку настани до крајот на годината и онака да направиме фајрон. Не знам што се случува, буквално денеска го објавив влогмас од број 25, што значи дека имам за објавување уште точно 6 видеа до крајот на овој влогмас. Се поблиску сме до крајот и мене не ми се верува дека го гурам ова некако. Не сакам да кажам дека сум го изгурал, затоа што не сум. Ке почекам и тие 6 дена да поминат, односно завршат, но превозбуден сум на самата помисла дека сум објавил 31 видео за само еден месец. Не знам дали некој некогаш од македонскиве јутубери се нафатил да го прави ова, но еве ако некој го гледа видеово, не му ни препорачувам.
Не е здраво, верувайте ми, не е здраво. Значи станав социопат, типичен. Буквално сум сам цел ден, снимам, зборувам сам со себе, монтирам, објавувам, спијам, идам на работа, се враќам, снимам, монтирам, објавувам, спијам. Значи, роботизиран сум цел декември, но ете, за цел живот ќе го паметам овој декември, ми се чини. Утре е роден ден на мајка ми, така што претпоставам дека ќе имаме некакви гости и нема да можам утре да се снимам и не знам што ќе ви објавам. Но како и да е, ќе се снајдам. Мртов уморен сум, многу ми се спие и се уствари сакав да ви снимам нешто интересно и почнав да ви кукам како ми се спие, како ова, како она. Не е битно, само сакав да ви најавам дека ќе идам до кај братучет ми на роден ден и ако таму нешто се дешава ќе ви снимам, ако некоја ќе се вратам ќе го одјавам ова чудо и ќе пробам да го намонтирам, па ако е ова можеби најдосадниот влог ever, опростете ми. Другари, предпоставам дека ништо не ме гледате, але само сакам да ви се прејавам. Тргнавме на кај братучете ми и толку што друго да ви кажам. И сега еве се возиме и возиме. И татко ми не е нормален, он малце го испушти од раце и човекот почна да влогува без да се снима. Оди по мене само вика и здраво другари, и ова, и мислам човекот скрена покрај мене па што 30 дена ме слуша како зборам сам со себе. И тоа не е лесно за еден родител, али тоа е. Кога се фатиш за оро, ќе го играш до крај. The next day. Вчера онака до касно го монтирав влогот и сватив дека сепак имам материјали, но немам одјава, па одлучив да ви се јавам вака на брзинка, за само да го одјавам овој влог, да ви се заблагодарам што го гледавте. Искрено се надевам дека ви се допадна, доколку е така, знаете што треба да направите. Ве љубам и се гледаме утре.